Почитуван председателе, почитувани дами и господа, почитуван премиер, благодарност за брзиот одговор за досегашниот ангажман и разбирањето кој го покажате за социјалниот и правниот статус на пензионерите. Како резултат на тоа, имаме промена на методологијата на пензиите, зашто партијата на пензионери последните неколку години водеше политичка битка за ова прашање. Благодарност и што партијата на пензионери беше вклучена во консултациите за промена на методологијата за усогласување на пензиите, со што владата на чело со вас покажа разбирање за проблемите на пензионерите. Но, поради економската криза, војната во Украина и сите други кризи, како инфлацијата, тоа задоволство кратко траеше. Сега, према податоците на ПИО, најниската пензија во јуни месец изнесува 10.276 денари, што е 57% од минималната плата, или, ако се земе во обзир дека највисоката пензија е 60.294 денари, тоа покажува дека оној со минимална пензија му требаат 6 месеци да ја земе пензијата на оној што го зема за еден месец. Додека пак просечната пензија, која е 16.384 денари, во однос на просечната плата изнесува 52%, што е далеку од посакуваниот сооднос. Мора да признаеме дека во овие услови е уметност да се преживее со минимална пензија, па и со просечната пензија. А да не зборуваме за семејните и за земјоделските пензии. Почитуван господине премиер, во вашиот одговор потенцирате дека владата на Република Северна Македонија докажа дека постојано и во континуитет се грижи за сите пензионери, што е точно, за што сме благодарни, но моменталната ситуација е многу неповолна. Токму затоа партијата на пензионери е за креирање на политики со кои пензиите се компарираат и усогласуваат во економско, социјално балансиран сооднос на минималната пензија со минималната плата и просечната пензија со просечната плата, со цел да се оствари просечна пензија од 60% од просечната плата и минимална пензија од 70% од минималната плата. Од она што сте ми одговорили, не можам да бидам во потпуност задоволен, затоа што ќе имам дополнително